Од каде човек да почне кога се зборува за предавствата? Наистина мотивите за тие предавства се најразлични. Први може да бидат социоекономски, политички, обштествени причини, борба за престиж во македонското револуционерно движење. Значи, навистина најширока лепеза на мотиви и причини за еден таков феномен. Но треба веднаш да изтакнам дека дел од тие луѓе кои што подкажувале во сите овие настани се откриени, но дели не се откриени. Никогаш не се дознало за тоа кој ги дал наредбите за извршување на екзекуциите на одредени револуционери. Понатаму најчеста причина за овој феномен во македонската историја, ако можеме така да го наречеме, е секако и борбата за престиж во тоа македонско револуционерно движење, борбата за лидерство. И тоа предизвикувало еден таков феномен во нашето општество. Тоа беа инсерти, рековме, од минатата емисија во кој добивме една дефиниција за карактеристиките на кодашто. Господин Тајанов спомна професорката судбина и така натаму. Како поранишен министер за внатрешни работи, како ги коментирате ваквите случаи? За мене најбитно е да се разјаснат неколку факти. Прво, дали информацијата за која станува збор ова снимка е веродостојна. Дали таа не е порачана информација, да се подготват информации, да се посочат некои подаци внатре, се со цел унапред, значи на смислен начин да се обвини Јохан Тарчиловски. Втора работа е многу битно како таа информација стигнала до Хашкиот трибунал. Кој бил тогаш министер за внатрешни работи, кој бил начелник на оддела за воено разузнавање. Трета работа е како таа информација стигнала до господинот Љубе Бошковски. Мислам дека има и други прашања. Хашкиот трибунал зошто не ги заштитил тие информации, па тие стигнале до јавноста. За секој случај таа информација сега или таа снимка дава основи да се расчистат многу работи, но за мене, да речеме, е многу битно тоа. Јас можам да го разберам господин Љубе Бошковски, бидејќи тој беше во фаза на обвинување дека за војни злосторства, но не можам да го оправдам тој сега преку сведочење. Затоа овде не се работи за никакво читање на информација, се работи за негово сведочење дека се она што се случувало било без негова знаење, без негова наредба, дека сето тоа се случувало по наредба на председател на државата, а главен извршител или организатор, инспиратор е господин Јохан Тарчиловски. Мислам дека една таква изјава апсолутно не е одраз на реалните состојби, бидејќи министерот за внатрешни работи. Тој е предпоставен на сите припадници на полицијата. Тој мора да знае во какви активности се вклучени. Тука има многу прашања околу тоа. Кој обезбедил другите припадници полиција да учествуват, ако учествувале, како се вооружени, кој им дало оружје, така натаму. И на крај крајава, господин Љубе Бошковски треба да одговори. Ако сето тоа било без негова знаење, по наредба на председателот, кој што апсолутно нема никакво право да издава наредби директно на подчинените на министерот за внатрешни работи. Наредбата мора да оди преку министерот за внатрешни работи. Или ако се дело нека воена формација преку тој што е одговорен. Така да мислам дека министерот за внатрешни работи не може да ја одбегне одговорноста дека тој раководи со припадници на полицијата и со сите акции. Но, значи, мојата цел не е да префрлам одговорноста или да го посочам како одговорен господин Љубе Бошковски. За мене е битно тоа што ова информација и ова сведочење апсолутно не се одраз на реалните состојби. Поготово тоа што ја зголема одговорноста на Бошковски и на тој што ја напишал таа информација, на тој што ја предал на Хашкиот трибунал, затоа што 20 пати се цитира во одлуката проти Јохан Тарчиловски. Значи се зема како факт дека тој направил злосторство против цивилното население. Така да многу битно е да се расчистат сите тие аспекти и мислам дека Хашкиот трибунал мора да ги преоцени сите овие работи кои се стават на товар на господин Јохан Тарчиловски. Господин Николевски, вие сте еден од фундаментите, основачите на ВМРО-ДПМН, рекој председател на Сдруженијето Спас за Љубе Бошковски. Господин Колевски, вие сте од другото здружение, поддршка за Јохан Тарчиловски. Исто јас тука би ве прашал од тоа што имавте можност да го слушате и карактеристиките. И господин Трајанов што даде една оценка. Кој е вашиот коментар на се тоа? Па за мене беше, кога ја гледав снимката, шок.
Не сакав да поверувам дека Љубе Бошковски, кој што глумеше дека е патриот, кој што глумеше дека е пријател на Јохан Трчуловски и на неговото семејство, врши предавство токму на Јохан Трчуловски. Ние кога беме формирани како здружение, ни проструи една информација дека токму Јохан Трчуловски ќе се брани и ќе го обвинува Љубе Бошковски пред Хашкиот трибунал. Таа информација ја зедовме прво како со резерва, меѓутоа и испративме порака до Јохан да ни каже дал е таа информација точна. Повратен одговор беше дека по цена цел живот, значи доживотно да останам во затвор, нема да се бранам со Љубе. Значи нема Љубе да го заглавам во затвор, а јас да се бранам. Таа информација нас ни се одлесни, меѓутоа деновиве кога гледаме оваа снимка, било обратното. Значи Љубе Бошковски го обвинува Јохан Трчуловски и со тоа мислам дека Љубе Бошковски не го заслужува епитетот брат. Добро што Сдруженијето за Јохан Трчуловски го нарече сестра, мислам дека за брат не заслужува да биде повеќе. Господин Колевски. Овие снимки ја шокира македонската јавност. Можеше да се забележи како Љубе го клевети и го шпиодира Јохан само за да ја купи својата слобода од Хак. Ние сме згрозени од тоа, меѓутоа добро е што сега некои работи испадна сосема јасни. Се виде зашто Љубе е на слобода, а зашто Јохан остана е осуден 12 години во затвор. Паднаа сите маски на Љубе и смешни се тврдењата дека тој тамо читал некаков извештај, апла се гледа дека тој сведочи против Јохан. Почитувани, значи, вечерашната емисија, значи, имаме несублимат на реакции од институции, односно здруженија, од организации, така да би сакал да замолам да разбира и заедно ги проследиме со оглед дека првин реакциите на и протестниот еден протест, да речем, на ВМРО, политичка партија, која исто така излезе со свој став. Дадеш изјава во прилог на жалбата на Јохан Трчуловски пред Хашкиот суд, дека си читал воен извештај и дека истиот не е твоја изјава. Се друго ќе те направи македонски јуда. Тоа беше Ванчо Шехтански, председател на ВМРО. Инаку, како што спомнавме во емисијата и почитувано Трајанов, како се даде една своја оценка дека треба голем број аналитичари, новинари, политичари, експерти, вие како народ да учествувате во овие трибини, за да се даде вистинската, реалната слика, да се оцени се ова што се случува, бидејќи секој сака да биде со чиста совест кога дава оценка и квалификација. Затоа еве и новинарите дадоа своje видување. Неодамна во ночното ток-шоу, да речем, кај Миленко Неделковски гостуваше Мирка Велиновска, инаку, да речем, поранешен пријател со Љубе Бошковски, господин Бошковски, новинар кој пишуваше, да бидам искрен, многу на име на адреса на Љубе Бошковски го бранеше како и го поддржуваше како министар за внатрешни работи и така натаму.